Замислете, Сонцогор, Стаса до 10.000 претплатници. Каква бројка, огромна за мене бројка, огромна за Сонцогор, благодарен сум ви од срце за тоа. Стасавме до 10.000 претплатници со помош на овој телефон, кој што е стар 10 години, без спонзори, без собствен превоз, само со поддршка, со енергија, и избуткавме некако до 10.000 претплатници. Се надевам дека сега не очекува посветла иднина и дека ќе успееме да набавиме поубава опрема. Кога викам успееме, мислам на Сонцогор и на енергиите што се со нас. Инако сум сам во оваа приказна. Ево, телефонот со кој што снимам стар е 10 години. И некогаш кога снимам вака видео, кога зборувам, например, ако знае да дојде меморијата да му е полна и да запре да снима, јас си зборувам, тече од мене информации, се што имам спремено, и кога одам на телефонот гледам дека запрал memory full и не може да снима веќе. Чи тоа ми се има случувало со телефонов. Меѓутоа е легендарен телефон. Со овој телефон го почнав каналот и терав 10 месец, 1 година можеби терав со овој телефон. И хаос беше, значи треба да снимаш видео, па за да го снимаш видеото треба да избришеш сите апликации на видеото што ги имаш, на телефонот што ги имаш, за да можеш да снимаш видео. Па после треба да ја инсталираш апликацијата што ти е за правење на видео, па да го едитираш видеото, па да го постираш, па пак да ги инсталираш апликациите што ти се Facebook, Instagram, за да можеш и таму да споделиш информација дека имаш ново видео и слично. И замислете што е тоа. И нели знам дека делува смешно, меѓутоа кине живци тоа, значи замара едноставно. Треба многу волја, многу енергија да се работи со стара технологија. Меѓутоа јас се занимавам со теми, живеам на таков начин, и кога се одлучив да снимам YouTube, беше едноставно или да снимам со ова чудо што го имав, или воопшто да не снимам, да си продолжам да си го живеам животот. Меѓутоа, ете, јас се одлучив да снимам, затоа што низ годините, истражувајќи низ Македонија, видов толку многу неправди, толку многу прикриена историја, толку многу неукос за тоа кој сме ние, какви предци имаме, за тоа дека ние стоиме на рамењата на џинови, дека ние сме, кога зборувам за ние, не мислам само на нас, тука што сме на вие простори, зборувам за целиот род од Бугарија до Русија. Тоа зборувам кога мислам за ние. Фокусиран сум на ова околу мене, затоа што сум тука сведок на неправдите. Долку би живеел во Русија и таму би се борел за тие неправди, и таму би зборувал. Тоа да го разјасниме еднаш за секогаш. Кај да било и у Бугарија да сум се родел, а да ги гледам тие неправди таму, ја би се борел за тие неправди. Меѓутоа, тука сум и ги гледам овие неправди околу мене. И затоа, кога мислам за ние, јас зборувам за целиот наш род. Од Бугарија до Русија горе. Тоа ние сме еден род, тоа не смееме да го заборавиме. И тоа е друга тема. Темата на ова видео ми е тоа дека славам 10.000 претплатници, да ви раскажам мојата приказна како стасав до тука, како се осеќав. На почеток се осеќав многу убаво. Потоа имаш падови, имаш подеми, имаш видеа кои што ти се критикувани, имав видеа кои што беа пријавувани од наши луѓе, кои што наводно се занимаваат со слични теми, меѓутоа дали те гледаат како опасност, не знам, било што бев пријавуван, неколку видеа ми беа избришани, каналот ми беше од целото моје постоење кратко, пола време ми беше каналот под рестрикција или под забрана, затоа што тие луѓе ме пријавуваа. И имаш и
Падови секако, нели? Тоа се тешки моменти. Очекуваш од некои такви луѓе кои што се занимаваат со тоа да те поддржат, меѓутоа не. Луѓето напаѓаат, а луѓето гледаат да те уништат затоа што не знам, тоа им е вонив. Иако се прикриваат, тоа сепак испаѓа вонив. Јас не сум таков. Јас, ако приметите, никогаш, иако имам лошо мислење за многу луѓе, што идат секакви хоштаплери белосветски тука од семири и таму, не знам кои што ни роварат, американците што ни копаат, и луѓе што соработуваат со нив, никогаш директно не сум ги посочил, не сум ги нападнал, сум ги оставил, окей, нека си тераат. Тоа е тоа, меѓутоа, ете, тоа за мојот канал, пола време од постоењето ми беше рестриктиран каналот. Замислете, снимате со стар телефон, немате собствен превоз, тоа да кажам како ми се развиваше каналот. Јас на локациите кои што одам се снаоѓам. Најчесто патувам со јавен транспорт, аутостоп, доколку имам некој човек кој што може да ме однесе со кола некогаш и тоа се случува. Меѓутоа најчесто патувам со јавен транспорт. Ете, последното видео ќе ви кажам да сватите како функционирам јас. Одев да го барам гробот на Александар во близината на Прилеп и јас одам со воз до Прилеп и возот трга во 8 часот. Јас станувам во 7 да го фатам возот, затоа што има пешачење до најблиската железничка станица. Имав железничка станица тука блиску кај мене, меѓутоа ова зима ми ја затворија. И тука имам некој вид на обструкции мали. Меѓутоа да не оди видеото во таа насока, ќе треба 3 сата да ви кажувам само за обструкциите кои што ги имам. Меѓутоа сепак во овој универзум постои баланс. И постојат луѓе кои што можат да видат јасно, па така ме поддржуваат. И ете, за да се вратам на тоа како изгледа едно мое патување. Јас требаше да го фатам возот во 8, тргнав во 7 часот од моето село, имам пешачење до таму, некои 3-4 километри. Возот касни, стасува во 10 часот, во 12 и нешто сум во Прилеп, веќе каснам, имам пешачење од 20 на километри. Немам пари за такси, таксито е многу скапо до тоа место кај што сакам да одам, тргам пешки и тоа сето ми е кнап затоа што веќе 4 сата сум покасно од тоа што треба, возот касни, замислете 2,5 часа. И некако успевам, стасувам до местото, снимам тоа што треба да се снима, се поврзувам со околината што е таму, истражувам и сето тоа, успеам да се вратам назад во 19 часот, во 7 навечер, возот пак касни, стасува кај 9 часот, јас сум назад во 12 часот, значи сум тргнал во 7 часот са бајле, во 12 часот сум веќе на железничката станица што е блиску до моето село, па од таму во 12 часот ноќеска, по регионалниот пат јас треба да пешачам пак назад до моето село и стасувам околу 1 часот. Тоа беше моето последно патување. Ете да ви доловам со што се соочува Сонцогор. Меѓутоа, ете сето тоа поминува, се заборава. Тоа беше последното видео за Александар. Имаше супер прегледи, некаде над 30.000, што е неверојатно многу за мојот мал канал. Меѓутоа, ова видео е за тоа дека направивме 10.000. Еве го телефонот со кој што стасавме до 10.000. И сум горд на сето тоа што се случуваше до сега. Се на се имам позитивно искуство, имам многу поддршка од вас, имаме супер комуникација, значи се дружиме, споделуваме информации, некогаш и критикуваме, нормално, тоа е тоа. Не може сите да размислуваме исто. Секоја добронамерна критика се прифаќа, секоја дебата се прифаќа. И мислам дека се на се сме супер. Се развиваме одлично, ете па ќе кажам 10.000 прегледи. Па ја претплатници имаме на каналот, имаме и членови, горд сум и на членовите, и што е најинтересно, имам членови од целиот род. Значи немам само членови кои што се македонци, имам членови кои што плаќаат месечна претплата на мојот канал и од Бугарија, и од Грција. Имам
Па не знам од кај имам. Тие 3-4 земји имам одстрана и повеќето се од Македонија. Меѓутоа јас сум горд што некако успеваме да се собереме на мојот канал, па дури некои луѓе и ме поддржуваат месечно. Претплатата месечно е 100 денара, не е многу, меѓутоа се собира, верувајте, и ми значи мене како енергија што некој одвоил пари, ги насочил на кај мене за да ме поддржи. Знам дека ние финансиски македонците не сме јаки, не можеме да уплаќаме месечно кај знам какви пари. Меѓутоа, сепак значи таа поддршка, таа енергија, насоката на енергија ти дава некоја сила да продолжиш понатаму. И тоа се случува на каналот, и тука имаме добри бројки, веќе десетици претплатници имаме, што е супер. Мислам, членови, ми се мешаат претплатници, членови, прегледи, нели, кога се занимаваш со YouTube, тие работи ги следиш, затоа што тоа означува дали ти напредуваш, дали воопшто вреди да снимаш. Затоа што ако никој не те гледа, ако не се проширува таа енергија, ти сваќаш дека едноставно нема што да понудиш. И затоа се тие бројки важни, затоа што тоа енергија, верувајте, моментално на оваа планета се води војна со информации, не се води војна како што гледаме на филмовите. Најголемата војна е војната со информации, значи таа нафтена индустрија, тие мејнстрим историчари и сите тие имаат своји медиуми големи, луѓето кои што се занимаваат со политика, со алкохоли, со коцка, имаат милиони и милиони прегледи, значи и тука се води некоја војна за информации. Секој има право да си ја каже својата информација, тоа е во ред. Во ред е, верувајте тоа. И затоа и Сонцогор е тука да каже својата страна, односно тие информации кои што ги има. И се надевам дека ќе допре и до повеќе луѓе, дека ќе растеме како канал и дека ќе можеме да се носиме со другите канали кои што имаат нели, превоз собствен, имаат техника, дури имаат и вработени луѓе и слично. И тоа ми е целта за во иднина, ете, да се развивам во таа насока, иако морам да бидам искрен, не го ветувам тоа, затоа што некогаш иде и премногу и се собира и притисок и мојот начин на живот не е различен едноставно. Не е таков што поддржува овој вид на работа. Меѓутоа сега за сега терам и мислам дека ќе терам, да. Мислам дека ќе снимам, дека ќе објавувам, иако што кажав има моменти кога си доле, нападнат од сите страни, сам, без средства, без ништо, знаете како е тоа. Си викаш, па ајде, нека оди, се тоа. Најниски моменти ми беа кога ме казнија нешто, не носев лична карта, ме апсија. Потоа кога сакав да се качам со кучина воз и тогаш му апсија. Казни имав од нив, кога ми ја затворија станицата тука, значи ја правам еколошко село единствено на овој регион, они ми ја затвараат станицата железничка која што се наоѓа на 200 метри од селото, а мине возот тука секој ден. Тоа сега ми го направија зимото. И нели се собира, се имаш, тие ми се најниските моменти. Најдобриот момент ми е кога направив 1000 претплатници и сега кога славам 10.000 претплатници. Уште се осеќам поврзан со вас и тие ми се најголемите моменти. Сега овој момент од 10.000 претплатници ми е врвот, што сум го достигнал, меѓутоа одиме на 100.000. Замислете Сонцогор, со вие теми што ги обработувам, ја да стасам до 100.000 претплатници. Ја мислам ќе ги пореметам. И сите, и тие паразити, и тие странци што ни роварат тука, и тие стари служби од УДБА што прават спрепки, и сите тие, ја мислам дека ќе ги пореметам. Меѓутоа, ајде, затоа потоа ќе видиме како ќе се развива. Меѓутоа, ете, тоа е највисоките моменти, најниските моменти. Се надам дека ќе има и повисоки моменти, а пониските моменти ќе ги оставиме. Нека си седат во зората на времето, таму назад.
а ние продолжуваме понатаму. И ете, да го завршим тука видеото, да ви се заблагодарам уште еднаш за 10.000 претплатници. Се надевам ќе направиме една дружба летово, ќе се собереме кај мене и ќе се запознаеме лично и ќе си поминеме преубаво, ќе прошириме преубава енергија, ќе ви пишам за собирот кога ќе го правам. Се надевам дека ќе биде наскоро, затоа што ете се стопли времето, па може да поминеме време на отворено, на мојот имот, кај што е преубаво, мојот имот. Имотот на кој што сум јас моментално, дедовината, или ние сме тука дали 100 години, имотот е милиони години, си го кажуваме наш, меѓутоа тоа се термините кои што се прифатени и тие термини јас ги употребувам за да бидеме разбрани. Ете, ви благодарам значи од срце за 10.000 претплатници, ви благодарам за поддршката, а продолжете и понатаму да ме поддржувате. Ете, претплатете се, станете членови, не знам како друго може да ме поддржите. Ете, споделувајте го каналот, доколку ви се допаѓа тоа што го работам, доколку не, бидете живи и здрави, имајте си и вие среќа во тоа што го работите. И тоа е тоа. Тука би го завршил видеото, ви благодарам, ви го посакувам секое добро на овој свет, а ние се гледаме во некој мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш, чувајте се и бидете во добро.